Добре, дојдовте назад, тоа беше утринското вежбање, повторно се подсетивме како се прават тие вежбите спортски. Свајнштајн вежбаше овде. Вежбах овде, малку ме искара, ама мислам дека сега ќе бидам многу добар во баскет. Одиме сега со нашиот следен час, тоа е мајчин јазик, тука е нашата професорка, можеме да започнеме. Вежбав и јас, а сега малце да повежбаме асоцијација. Пред да ви најавам што ќе работиме денес, ќе имаме една игра асоцијација. Да ги повториме правилата за играта на асоцијација. Ајде. Значи, овде имате црвени полиња, жолти полиња, виолетови полиња и зелени полиња. Овие правоаголници што се оквирени со црвена боја кријат зборови, ние тие ќе ги погаѓаме, а ова црвеново правоаголниче е главниот збор. Истото важи и за жолтото, виолетовото и зеленото, додека пак овој поголем правоаголник го крие конечниот збор. Добро. Така, ова е многу забавно на децава што на моите ученици многу сакаат асоцијација, затоа одлучив денес да играме асоцијација. Одлично. Кажете ми кој поле го сакате? Јас го сакам полето број 2 жолто. 2 жолто, да видиме што крие 2 жолто. Така. Назад. Чекај го. Како се? Назад. Ова. 2 жолто. Желба. Го крие зборот желба. Со едно поле погодено, може би ви е тешко да погодите. Нов компјутер. Нов компјутер. Тоа е моја желба. Нов компјутер сакам и јас. Не е И мене ми е тоа желба, ама не е тоа одговорот. Па добро, можеше да се обидам. Ајде ново поле да отвориме. Не знам, жолто број 4. Жолто број 4. Не сака. Не сака. Тоа јас ќе го правам. Ајде, вие ќе ги отварате, ќе ги кажете. 2. Кој го рече? 4. 4. Собствена желба. Јас пак ќе кажам нов компјутер, бидејќи моја собствена желба е да имам нов компјутер. Ама знаеме дека тоа не одговора, затоа да одиме со следното. Жолто број 1. Ајде, жолто број 1. Не се осмелувам. Ова цело време ќе ми се случува на мене, изгледа. Добро. 2, 4, 1. Книга, желба, собствена. Книга, желба, собствена. Што би било конечниот од книга? Жолтото правоаголниче што крие? Книга, желба, собствена. Не ми текнува со книга сега. Па да го отвориме и тројчето. Ајде. Сега ми е страв кога ќе отвориш. Ако, јас тоа брзо ќе го правам и ќе се снаоѓам. Снаудливи ученици, не знам таблава нешто не сака. Можеме сите веднаш да ги отвориме. Да, книга, желба, општа, собствена. Што би било тоа? Книга, желба, општа, собствена. Учебник, не. Не е учебник. Не е учебник. Што е? Не. А што е? Има некоја идеја, имате идеја? Јас навистина не знам. Не знам јас. Ајде, обидете се, дајте, кажете нешто што мислите. Па не, еве, реков јас. Книга, желба, општа, собствена. Не смеам да ви помагам, мора сами да знаете. А дали може би тогаш да се обидеме со некоја друга колона, па ќе се вратиме на ова? Ајде, може и така. Страв ми е кога ќе кликнеме на друга колона. Може би треба веднаш да ги отвориме. Ајде, ќе ги отвориме сите. За да знаеме на што сме. И освен одговорите се разбира, после ќе ги отвориме одговорите. Вака, за да знаеме што имаме. Книга, желба, општа, собствена. Се уште не знаеме, така? Не знаеме. А кој го отворивме поле? Еве ова. Јас, ти, тој, она. Јас, ти, тој, она. Заменка. Заменка. Ајде да видиме дали е точно ова што... Мој одговорите. Еве, заменка. Заменка, точно е. Така, бидејќи го погодивме заменка, да образложиме. Јас, ти, тој и она, сите зборчиња ни се заменки. Сега може би ќе ви стане по-лесно. Многу појасно ми стане. Да, ајде да видиме. Ова мислам дека се именки. Именки. Мислиш дека се именки.
Сега ќе ги направиме. О, па тоа не е проблем. Ќе извежбаме. Ќе извежбаме. Мене ми се развива прстот. Не. Ама Ги отпри повторно ќе придавките ни и се случи. глаголите. Ќе мораме вака, бидејќи да не ни се случува на секоја ова, еве, да знаеме кои се. Значи, јас, ти, Ти, тој, тој, она беа заменки. Заменки. Потоа, книга, желба, општа, собствена беа именки. Јас ќе го скријам ова овде. Јас Го ова имаме овде. мисли, учи, гледа, активност некоја. Мисли, учи, гледа, Или пишува, тоа се глаголи. пишува, тоа се глаголи од претходниот час. Така, ни остана Придавките. давките беа шарена, паметна, моја, опишува. Сите овие зборови се придавки. Сите овие зборови се придавки. Е, сега имаме глаголи, именки, придавки, заменки. Што се сите овие зборови? Глаголи, именки, придавки. Што би не бил големиот правоаголник? Што ќе крие тој? Зборови? Не. Што Г. Граматика. Ајде да видиме дали е точно. Ајде. Ајде да видиме дали е точно. Ајде да видиме. Треба на голема. Аха, треба ова да го пуштам сега. Тоа е тоа, да не се мачиме. Ама кај? Мора да видиме што е. Граматика. Граматика, Точно. Граматика е последно. Граматика. Добро. Последната колона ни беа заменки. Деца, заменките се делат на лични заменки и показни. показни заменки. Така, дали вие ги знаете личните заменки? Нормално. Јас, ти, тој, Ние, вие, тие. ние, тие. Тоа беа личните заменки. А денеска нашиот час ќе биде за показни Показни. заменки. Така, дојдовме до целта на часот показни заменки. Е сега, ќе ви дадам реченици каде што Ајде. показните заменки нема да бидат напишани, туку ќе има една линија. Извлечете ги видиме. речениците. Ајде една по една ќе ви ги дам да ги влечете. Баш Свенштан, интересно. прочитај твојата реченица. Мојата реченица празно место, деца убаво пишуваат. Добро, што би ставил тука? Кој зборче недостасува во оваа реченица? Овие, например. Овие деца убаво Убаво пишуваат. Може да го запишеш зборчето овие? Ајде. Ево го. И залепи го. Да продолжам? Може, да. Тука има празна црта и продолжува реченицата вазна е многу скапа. Оваа вазна е многу скапа. Така, оваа вазна е многу скапа. Јас ги купив празно место патики. Јас ги купив овие патики. Така, Ќе јас разберам? ги купив овие патики, повели. Така. Чие е празно место джемперче? Чие е ова джемперче? Така, повели. Ева да извлечам. Повели. Сега, само те молам, дојди овде. Седни. Те молам. Ајде. Мојата другарка седи на празно место столче. Мојата другарка седи на ова столче. Благодарам. Повели. Еве го моето следно. Маја учи во празно место училница. Така. Маја учи во оваа училница. Така. Значи имаме уште многу зборчиња и реченици подготвени, меѓутоа јас ви ги напишав овде на
проекторот и ќе ве замолам да ги прочитате. Ајде. Овој ученик е многу вреден. Оној цртеж. Овој цртеж, Да, овој цртеж да. е многу Овој цртеж е многу убав. убав. Да. Тој спортист победи на трката. Така. Јас седам во оваа клупа. Маја учи во онаа училница. Таа вазна е многу скапа. Мојата другарка седи на ова столче. Чија е она джемперче? Тоа бебе има 4 месеци. Овие деца убаво пишуваат. Оние цвеќиња убаво мирисаат. И јас ги купив тие патики. Така. Значи, показните заменки ни покажуваат нешто што е тука близко, нешто што е близко и нешто што е далеку. Во машки род би било. Ајде ги отвориме сите за тоа што Да. Веднаш само да стигнеме до. Така. Отвори ги сите додека да не те мачам со Додека не прстот. зезна повторно таблата. Така. Во машки род, кога покажуваме нешто близко, велиме овој. Кога покажуваме нешто тука, велиме овој. Кога покажуваме нешто што е во наша близина, велиме оној. Кога покажуваме нешто далеку, Викаме тој. тој. Така, во женски род, тука го употребуваме ова. Ова. Близку, она. Далеку, та. Среден род, ова. Потоа, она, нешто близко и далеку, тоа. Во множина би биле овие, Овие, оние и Далеку тие. тие. Така. Значи, тоа беа показните заменки. Сега доаѓа времето и за домашна работа. О, одлично. Одлично. Сакате ви домашна работа? Сакаме, да. Умилено нешто. Домашната Секој работа. ден ја пишуваме домашната задача. Значи, ќе напишете 10 реченици каде што ќе ги употребите. Што ќе употребиме? Показните заменки. Показните заменки да. и потоа ќе ги направиме во една табела, како што беше табелата, и ќе ги ставиме кои реченици се со женски род, машки род, среден род, тие што покажуваат тука, во нашата близина и И нешто тие што се далеку. подалеку. Тоа беше часот за показни заменки. Се надевам дека беше интересен, пријатна работа. Благодариме за на часот. часот. Ние да проследиме сега еден краток џингл, па се враќаме за нашиот нареден час математика. Математика.